Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе ги обработиме псалмите 34 и 35. Што се однесува до псалмот 34, можам да кажам дека е еден од попознатите во оваа старозаветна книга. Уште на самиот почеток од оваа песна, барем во некои преводи, стои наслов кој ни го објаснува контекстот во кој е напишана. Насловот гласи Давидов псалм, кога го промени своето однесување пред Авимелех. Ова е еден од псалмите кои оние кои го критикуваат Светото Писмо често ги користат како аргумент дека всушност Писмото не е вистинито. Дозволете ми да ви објаснам за што станува збор. Станува збор за настан кој започна со она што е запишано во 1 Самуилова глава 21 стихови 10 до 15, имено периодот кога Саул го прогонуваше Давид. Давид постојано беше во бегство и се криеше во различни пештери за да си го спаси животот. Во еден момент се најде во област блиску до мртвото море и патем сакам да ви нагласам дека тоа е опасно место кое не секој може да го преживее. Пред неколку години еден свештеник од Сан Франциско отиде сам во таа област и на крајот го загуби животот, но Давид на чудесен начин беше запазен од Саул. Сепак, со тек на време тој се умори и неговата вера ослабе, кога помисли дека веќе нема каде да се крие и дека неговата пропаст е близу, одлучи да се крие на југозапад од Израел, народ кој беше близок со филистејците. Царот на Гат без никаков проблем го прими и му посака добре дојде. Во тоа време, некои од најблиските луѓе на гатскиот цар му велеа дека Давид не е негов пријател и дека треба да го избрака од неговата средина. Особено затоа што токму Давид во минатото не се покажа пријателски настроен кон нивниот народ. Во 1 Самуилова, глава 21, стихови 11 и 12, читаме како Давид стана свесен дека се наоѓа во сериозна опасност и затоа глумеше дека е луд, со цел луѓето помеѓу кои се наоѓаше да не го убијат. Во тоа време, луѓето беа суеверни во однос на овие прашања и затоа веруваа дека не е добро да се убие човек кој е луд. Правејќи го тоа, Давид си го запази својот живот. Всушност, може би мислеше дека си го спаси животот поради својата глума, но тој остана жив затоа што Бог го чуваше. Кога се врати назад во израелската земја, писмото ни вели дека се сокри кај Адуламската пештера. Предпоставувам дека во тие моменти Давид си помисли: не ми требаше целата оваа авантура, требаше да му верувам на Бог. Моje лично убедување е дека овој псалм е произлезен од тоа искуство. Во 1 Самуилова, глава 21, пишува дека името на гатскиот цар е Анхус, а во насловот на псалмот кој ќе го обработуваме денес, се вели дека Давид го промени своето однесување пред Авимелех. Оние кои го негираат писмото како вистинито откровение, велат дека ова е доказ дека во него се запишани лаги. Но, дозволете ми да ги демантирам тие идеи. Во тоа време, титулата на секој цар кој владееше над народите со филистејско потекло беше Авимелех, што значи дека титулата на тој цар е Авимелех, а неговото име е Анхус. Истото правило важи и за владетелите во Египет, кои беа нарекувани фараони. Истото важи и за владетелите на амаликејците, кои беа нарекувани Агаг. Секој од нив имаше свое име, но со доаѓањето на власт добиваше позиција која носеше одредена титула. Така што не станува збор за лага во писмото, туку за недоволно разбирање на историските записи од страна на оние кои го критикуваат писмото. Пред некое време разговарав со еден млад човек, кој во себе имаше сериозен сомнеш за веродостојноста на Светото Писмо, токму поради ова прашање,
Кога му објаснив за што станува збор, му олесни. Не заборавајте, кога некој ќе ви каже дека во Светото писмо има грешка, грешката не е во писмото, туку во оној кој го толкува. Да почнеме со читање. Стих 1. Ке го благословувам Господа во секое време, похвала за Него секогаш ќе има во мојата уста. Ова е еден вид на завет кој Давид го кажува, изјавувајќи дека независно во каква околност ќе се најде, тој ќе го благословува Господ. Додека го пишуваше овој псалм, тој се наоѓаше во тешки околности. Се чинеше дека на неговите проблеми им немаше крај, но и покрај се, тој одлучи дека во секое време и секоја доба од животот ќе има похвала за Господ во неговата уста. Навистина се надевам дека секој од нас ќе созрее во верата до таа мера, што независно во какви околности се најдеме, ќе го славиме Господа и ќе го благословуваме во секое време. Стихови 2 до 4. Со Господ ќе се фали душата моја. Нека го чуја тоа понизните и нека се зарадуваат. Величајте го Господа со мене и заедно да го возвишуваме името Негово. Го побарав Господа и тој ме чу и од сите стравови мои ме избави. Во првите 3 стихови од овој псалм, Давид го слави Господ и го велича и возвишува неговото име. Но во стих 4 и ја дава една од причините поради кои го прави тоа, а тоа е Божјата интервенција и фактот што го избави од сите стравови. Стихови 5 до 7. Кон него погледнете и разведрете се, и лицата ваши нема да се посрамат. Несрекниот вика и Господ го слуша, и го спасува од сите негови неволји. Ангел Господов се улогорува околу оние кои се бојат од него и ги спасува. Ова е прв пат како што се спомнува изразот Ангел Господов во Псалм 34, а ќе го има уште еднаш некаде при крајот на псалмот. Во овој контекст, Давид зборува за ангелот како за некој кој ги заштитува оние кои се бојат од Господ. Во животот на пророкот Елисеј има една случка во која голема непријателска војска го обиколува местото каде се наоѓа пророкот, но Господ му даде на пророкот увид во духовната реалност и тој стана свесен дека околу непријателската војска има поголема војска од ангели. Следниот е еден од најпознатите стихови во овој псалм, а и во целата книга. Стих 8. Вкусете и ќе видите колку е добар Господ, блажен е оној човек кој кај него прибегнува. Навистина се благословени оние кои кај Бога прибегнуваат, односно оние кои му веруваат и на него се надеваат. Нема ништо поубаво од тоа да се верува во Господ и да се искуси неговата добрина. Давид свати дека е подобро да се надева на Господ отколку на себе или своите способности за преживување. Стих 10. Осиромашија и огладнеа богатите, а оние што го побараа Господа, не ќе бидат лишени од секакви добра. Многу интересна споредба, зарем не? Од една страна, авторот зборува за оние кои се богати и ги представува како осиромашени и гладни, но од друга страна се оние кои со вера го бараат Господ и сакаат да ја исполнуваат неговата волја. За таквите вели, ним нема да им недостасува ништо во животот. Ова е искуството на Давид. Овие зборови кои ги прочитавме се доста практични и имаат примена за сите кои искрено го сакаат Господ и сакаат да ја исполнуваат неговата волја. Преку овие стихови Давид всушност сака да не научи каков е Господ и како тој се грижи за оние кои на него се надеваат. Ова не се зборови кои можеме да ги читаме само во недела наутро кога сме во црква, туку ова е живо слово кое може и треба да го промени начинот на кој го гледаме Господ, себе си, животот, а и светот околу себе. Давид вели: пробајте, вкусете и ќе видите како Господ ќе ви ја покаже неговата добрина. Стих 13. Нека си го воздржува јазикот од зло и устата своја од лаги.
Искрено ќе ви кажам дека мене ми е потребно да научам да живеам според овие зборови. Продолжуваме со читање. Стихови 15 и 16. Очите на Господ се насочени кон праведните и ушите негови кон молитвите нивни, но лицето на Господ е против оние што вршат зло, ќе го истреби од земјата споменот за нив. Немам многу време за денес да навлезам длабоко во оваа тема, но сакам да нагласам нешто. Воопшто не ми се допаѓаат оние сцени на филмовите кога ни е представен маж кој има сопруга и деца, кој ги малтретира и често ги напушта, а кога ќе се соочи со некаква тешкотија во животот, истиот тој човек кој живеел во грев, убивал, крадел и лажел, клекнува на колена, се моли на Господ и Господ ја исполнува неговата потреба. Кога луѓето го гледаат тоа, тие се возбудуваат и сметаат дека тоа е многу пријатна ситуација. Но јас не верувам дека Господ действува на тој начин. Од такви сцени ми се лоши. Знаете зошто? Затоа што Господ не ги слуша молитвите на тие луѓе. Единствената молитва која таквиот човек може и треба да ја каже е: Господи, спаси ме, а не Господе, исцели ја ќерка ми или извлечи ме од неволјата. Грешниците треба да побараат прошка и спасение, пред да имаат право да бараат било што друго. Псалмот вели дека ушите Господови се насочени не кон сите луѓе, туку кон праведниците. Стих 18. Блиску е Господ до оние со скршено срце и смирените по дух ќе ги спаси. Сакате ли да ја почувствувате Господовата близина? Тој е блиску до оние кои понизно доаѓаат пред Него и ја признаваат својата потреба од Него. Господ не ги прифаќа оние кои пред Него доаѓаат со пофалба, туку оние со скршено срце и смирен дух. Тоа е условот кој се бара од нас за да му пристапиме. Стих 19. Бројни се маките на праведните, но од сите нив Господ ќе ги избави. Немојте да ги заборавите овие зборови, сите вие кои имате некаква мака, а чекорите по патот на праведноста. Ке дојде ден кога Господ ќе ве избави од вашите неволји. Со тоа доаѓаме до Псалм 35. Тоа е песна која Давид ја напиша во деновите кога беше прогонуван од страна на царот Саул. На некој начин, овој и претходниот псалм се на некој начин поврзани. И во двата псалми Давид го повикува Господ, како праведен судија, да го воспостави својот суд врз неговите непријатели и врз луѓето кои ги прогонуваат оние кои на него се надеваат. Има луѓе кои велат: ова е еден од оние псалми кои христијаните не треба да ги повторуваат, бидејќи Господ Исус не зборуваше за тоа дека треба да бараме од Бог да ги казни непријателите. Но не заборавајте дека Господ Исус кажа една парабола во која вдовица бара правда од судијата и тој, иако ја одолговлечи правдата, сепак на крај ја покажа. Како резултат на таа парабола, тој заклучи дека ако луѓето можат да покажат правда, Бог може да го направи тоа уште повеќе. Во Римјаните, глава 12, стихови 18 и 19, Павле им вели на христијаните да не се одмаздуваат, бидејќи одмаздата му припаѓа на Господ. Да, ние не треба да им враќаме на оние кои ни согрешиле, туку да ги предадеме тие луѓе во неговите раце, за Бог да се справи со нив. Господ ќе се справи со оние кои ви сгрешиле многу подобро отколку самите вие. Низ годините тоа сум го сторил со неколку луѓе, наместо да им се одмаздам, ги предадов во Божите раце. Што се однесува до мене, јас бев во искушение да ги удрам по лицето, за да престанат да зборуваат лаги, но што ќе постигнев со тоа? Ништо. Се сеќавам на еден од нив кој многу често лажеше во однос на мене, а истовремено човекот сака да се представи пред другите како голем верник и секогаш во црква носи Библија со себе. Кога бев во искушение да ги преземам нештата во своји раце, Бог ми рече: немој да си се осудил. Ако го направиш тоа, ќе покажеш дека не чекориш по вера. Верувај ми, одмаздата е моја и јас имам начин
како да се справам со него. Го послушав Бог и со тек на време тој човек беше дисциплиниран од страна на Бог. Сакам да ве охрабрам и вие да го сторите истото. Немојте да се одмаздувате, оставете ги нештата во Божи раце. Мислам дека е време да почнеме со читање на псалмот. Станува збор за прекрасна песна во која Давид бара заштита од Саул кој го прогонува. Тоа е запишано во 1 Самуилова глава 24. Интересно е тоа што Саул знаеше дека Давид ќе биде следниот цар на Израел, но сепак како да не можеше да се помири со таа реалност и затоа постојано го гонеше. Ке почнеме со читање. Стихови 4 и 5. Нека бидат посрамени и исмејани оние што ја бараат душата моја. Нека се повлечат и нека се посрамат оние што ми мислат зло. Нека бидат како прав пред ветрот и ангел Господов да ги прогонува. Давид одлучи да не дигне рака против оние кои ја бараат неговата душа, туку тој проблем го донесе пред Господ во молитва и побара тој да се справи со неговите непријатели. Стихови 6 до 8. Патот нивни нека биде темен и лизгав, и ангел Господов да ги прогонува, бидејќи без причина поставија тајна мрежа за моја пропаст. Без причина и копаат гроб на душата моја. Нека дојде врз нив ненадејна замка и мрежата нивна, што ја поставија за мене, да ги улови самите нив. Нека се сплеткаат во неа и нека загинат. Ова се навистина сериозни зборови. Авторот бара одмазда врз непријателите. Не би рекол дека христијаните денес треба да се молат со вакви молитви за своите непријатели, но сепак треба да бараат од Господ да се справи со оние кои прават неправда и зло. Господ има начин како да постапи со тие луѓе и најдобро е поради дејството на Светиот Дух тие грешници да станат свесни за своите гревови, да се покајат и да се променат. Продолжуваме со читање. Стихови 9 и 10. А душата моја ќе се зарадува во Господ, ќе се весели поради спасението од Него. Сите коски мои ќе речат: Господи, кој е подобен на Тебе, кој спасуваш слаб од силен, беден и сиромав од ограбувачите нивни. Кога бегаше од Саул, Давид сигурно се чувствуваше како некој слаб кој е прогонуван од силен човек. И тоа беше навистина така, бидејќи Давид се уште не беше зацарен и со себе имаше само мала група на луѓе кои го следеа. Од друга страна, Саул имаше на располагање цела војска, но и покрај тоа, Господ сепак му даде начин на Давид како да се спаси и избави од рацете на неговиот непријател. Стих 16. Ме доведоа до искушение, ми се подсмеваа многу и со забите своји крцкаа против мене. Неговите непријатели не само што се подигнаа против него, туку и се исмеваа со него. Може би седеле на вечера царот Саул и сите негови слуги и војсководци и се исмевале на фактот што Давид го уби Голијат, а сепак се плаши од Саул. Може би се исмевале и за некои други нешта во однос на Давид и фактот што постојано бега од Саул. Знаете, исмевањето е еден од начините на кои сатаната ги напаѓа Божите луѓе. Истото се случи и во времето на Неемија, кога евреите почнаа да го градат ѕидот околу градот Ерусалим. Околните народи почнаа да се исмеваат, велејќи дека ѕидот е толку слаб, што лисица да помине врз него ќе се сруши. Но ниту Давид, ниту евреите во времето на Неемија не се откажаа. За жал, исмевањето е денес присутно некогаш и во црквата, и тоа го кажувам како добронамерна критика. Треба да се пазиме од таквиот став. Било да станува збор за ситуација кога некој друг се исмева или пак ние сме изворот на тоа зло. Но денес во црквата неретко ќе чуете луѓе кои се исмеваат за верата, за свештените лица кои се поставени на таа позиција за да служат и така натаму. Тоа е погрешно во Божите очи и секој кој го прави тоа треба да се покае. Со тоа доаѓаме до Псалм 36, кој за жал денес нема да имаме време да го обработиме.
Ќе кажам само неколку зборови за него, кои ќе ни служат како основа за во следната епизода. Во овој псалм читаме за гревот во срцето на секој човек. Да, без разлика дали го верувате тоа или не, секој човек има грев во своето срце. Во секој од нас има одредено бунтовништво против Бог и само тој, преку Светиот Дух, може да го скроти тој наш грешен нагон. Во Стариот Завет пророкот Еремија вели дека човековото срце е расипано и тоа се мисли на неговото внатрешно битие кое е корумпирано од гревот. Тоа се однесува на сите нас, не само на оние кои ги сметаме за големи грешници. Но, ќе напоменам, Бог го има решението за тој наш проблем. И за таа тема ќе размислуваме во следната епизода. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.